Јас сум Мартин Стефановски, репрезентативец, мултинационален рекордер и најбрз пливач во историја на Македонија. Учесник и медалист на многобројни меѓународни надпревари од светски и европски карактер, како и учесник на 2 универзитетски игри. Го поддржувам проектот за изградба на еден ваков спортски објект, затоа што со изградбата на овој објект се повеќе и повеќе младите се фокусираат на здравите навики, почнуваат здраво да живеат, тренираат. Исто така моја желба е да се изградат вакви објекти на територијата на цела држава, за да се подигне нивото на македонското пливање. Здраво, моето име е Цветанка Василева, имам 23 години и сум студент на правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Образованието е клучен сегмент од животот на секој млад човек. Колку подобро и поквалитетно образование имаме, толку повеќе ќе бидеме поконкурентни како на домашниот, така и на меѓународниот пазар. Токму затоа, на моје огромно задоволство, како никогаш досега во изминативе години се инвестираше и се подигна квалитетот на образованието. Со намалување на партиципацијата на половина од она што се плаќаше порано, како и со отварање на дисперзирани студии, образованието стана достапно за сите. Со проектот превод на 1000 стручни книги се преведоа и не станаа достапни книги од кои што учат нашите колеги од најреномираните универзитети широм светот. Беа доделени 5000 бесплатни таблет компјутери на студентите кои што студираат на државните и на приватните универзитети. На моје огромно задоволство се отвори читалната 1000 книги, каде што јас заедно со моите колешки спремам испити. Со сите овие мерки и проекти кои што беа спроведени во изминатиот период, значително се подигна и се подобри квалитетот на образованието. Но не само тоа, туку се даде шанса на секој оној кој што сака да студира. Стоп! Наме! Hey! Get! Јас сум Матеј Ивановски и сум стипендист на Агенцијата за млади и спорт во 2015 година. Освоител сум на многу награди и пехари. Еден од тие е Балканското првенство во Белград, каде што го освоив првото место и го добив овој голем пехар. Вице шампион сум на Македонија, каде што имам и други успеси како борбен дух на Европското првенство за јуниори во Франција. Македонската кендо федерација е благодарна за поддршката од млади спорт, каде што ние ветуваме дека на Европското првенство во 2016 година ќе донесеме голем успех за нашата Република Македонија.
Јас сум Мегана Цветковска, дипломиран инженер по хемија. Новите лаборатории кои во изминативе години беа отворени на техничките факултети, на нас како студенти ни беа од огромна корист за проширување на нашето знаење. Преку овие нови лаборатории јас од поблиску ја осознав материјата која изучувавме. Овие нови лаборатории ни го овозможија тоа и истовремено допринесоа да се зголеми мојата амбиција да продолжам да се занимавам со оваа струка. Ние како студенти на природните науки сме благодарни на Министерството за образование и Владата на Република Македонија што ни беше овозможено да го надоградуваме нашето знаење како и сите студенти на високо рангираните универзитети во светот. Погледни колку е убав. Погледни и новаа слика. Види, на секоја слика е поубав. Види. Тотално една не е истата. Различни се. Како не е истата, погледни убаво. Види колку е убав. Јас сум Илија Јаневски, актер во детското драмско студио Детски свет. Благодарност до Владата на Република Македонија и Министерството за култура, кои што ги изградија театрите во Скопје и во Велес. А допрва се градат театрите во Струмица и Гевгелија, затоа што овие штици за нас младите актери живот значат. Здраво, моето име е Зоран Шишковски. Имам 22 години и студирам на Машински факултет Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Машинскиот факултет е факултет кој има потреба од постојан развој и следење на светските трендови и технологии. Мене како студент на Машински особено ми се потребни условите за студирање на факултетот. Во изминатите години, на моје лично задоволство, многу се вложуваше во областа на машинството и условите за студирање. На факултетот има 6 институти и еден одел, кои се поделени на добро опремени катедри и лаборатории или работни групи. Се со цел студентите да можат полесно и поефикасно да го надоградат своето знаење. Големиот број на програми и реформи кои беа спроведени на нашиот факултет се согласно потребите за производство на кадар кој ќе одговори на барањата за развој на индустријските гранки во Република Македонија. Кадар кој ќе одговара на потребите на светски познати компании. Моите амбиции за во иднина се стручно се образувам до крајот на моите студии, зашто би бил поконкурентен на пазарот, на трудот и би го работел она што навистина го сакам. Се наоѓаме во новиот скейт парк во град Скопје, кој што е изграден според светски стандарди и безбедносни димензии, благодарение на Владата на Република Македонија или премиерот Никола Груевски и началникот на град Скопје Коце Трајановски, кој што ја поддржаа нашата иницијатива да се изгради еден ваков вид на скейт парк, односно спортски објект. Се надеваме дека во иднина
ќе ја поддржуваат нашата иницијатива и другите општини во Република Македонија да се градат вакви вид на објекти, спортски објекти, за да може да бидат посетувани и да може да се организираат меѓународни надпревари. И благодариме. Јас сум Димковски Бојан Џиџи, се занимавам со фудбал веќе 20 години, од кои 16 активно тренирање фудбал и 4 години како тренер. Во изминатите години значително се подобрени условите за спортување во Македонија. Со изградбата на новата спортска инфраструктура низ цела Македонија значително се подобрени условите за спортување, надпреварување и рекреирање на сите граѓани. Со изградбата на арената Филип II, Македонија доби стадион од светска класа, каде на задоволство на сите љубители на спортот во 2017 година ќе имаме можност да го гледаме УЕФА Суперкупот и најдобрите тимови и играчи од Европа. Се изгради и новиот дом на Фудбалската федерација на Македонија, наречен Куќа на фудбалот. Дополнително нова се изгради и спортскиот центар Борис Трајковски, над 80 нови спортски сали, 50 игралишта за голем фудбал и 100 мултифункционални игралишта. Ваквите вложувања во спортот представуваат дополнителна мотивација како за мене, така и за сите спортисти да напредуваме, да донесеме нови успеси за Македонија. Здраво, моето име е Дарко Неделковски од Охрид. Сум студент на геодезија на Градежниот факултет во Скопје, сум трета година. Сместен сум во студентскиот дом Гоце Делчев, кој наодамна беше реконструиран од Министерството за образование и наука, и јас сум од првите кои имаат честа да бидат преселени во новите соби. Во новите реконструирани соби имаме одлични услови за живење, што животот во студентскиот дом Гоце Делчев значително се подобри. Собите се современо опремени со нова кујна, нови тоалети, подови, безжичен интернет, решени проблемот со парното грејење, студентите до горните катови се качуваат со нов лифт. Јас и останатите студенти сме повеќе задоволни, условите ни се драстично променети, што представува мотив плюс за успешно да продолжиме нашето образование. Она што не прави сите среќни е тоа што Министерството за образование и наука најави дека ќе реконструира целиот студентски дом. Веќе започна процесот со преселување на студентите од блокот А во комплетно ново реконструираниот блок Б. Следен ќе се реконструира блокот А, а најавено реконструирање на блоковите В и Г и мензата, со што студентскиот дом Гоце Делчев ќе добие нов лик. Имаме најава за изградба на нов студентски дом, со што студентите ќе го добијат тоа на виштина што го заслужуваат и ќе имат одлични услови за учење и живеење.